Нов притисок за гласање на уставните измени. Партиите, дел од владината коалиција, под плаштот на единство за зачленување во Европската унија, преточен во манифест, сакаат да ги обврзат сите политички партии да дадат поддршка за внесување на бугарите во уставот. Преку документот повикуваат собранието да ги изгласа уставните амандмани за да може да се одржи втората меѓувладина конференција. Тврдат дека понатаму процесот нема да биде условуван од земјите членки. Како што пишуваат, манифестот бил добра основа за обединување околу европската иднина. Иако такво нешто не е дискутабилно, со оглед на фактот што ниту една парламентарна партија во Македонија се нема изјаснето против Европската унија. Политиките на СДСМ и коалицијата за интеграција на НАТО и полноправно членство во ЕУ не се само политики за остварување на врвните стратешки приоритети и национални интереси. Тоа се политики за сигурна и стабилна иднина за сите граѓани, економски напредок, развој и европски вредности. Ние сме чувари на македонскиот идентитет, јазик, култура и традиција, но и на заедништвото меѓу сите наши граѓани, без разлика на етничка, верска или друга припадност. Партијата на Ахмети порачува дека време е за обединување на политичките партии. Дуи смета дека е време за обединување политички партии, неполитички субјекти и невладини организации преку овој важен чекор на подпишување на заеднички манифест со кој сите заедно ќе се обврзат за ефикасно и квалитетно водење на преговорите за пристапување во Европската унија. Во манифестот повикуваме на прифатените заеднички европски вредности кои произлегуваат од Копенхашките критериуми, процесот за стабилизација и асоциација, преговарачката рамка, а се со цел што поквалитетно завршување на преговарачкиот процес и побрз влез во Европската унија. За опозицијата ова е уште еден провиден обид на власта кој не е во насока за остварување на стратешките интереси на државата. Со овој чекор, власт уште еднаш ја испушта можноста за консензус. Имено седнале Бујар Османи, Артан Груби, можеби Бојан Маричич, напишале документ кој што го насловиле манифест и откако самите го дефинирале, го пуштаат во форма на соопштение преку сервисна служба на СДС до јавноста, со повик ВМРО ДПМН да прифати веќе напишан документ. ВМРО ДПМН, откако официјално ќе го добие овој документ, ако воопшто има основа за разгледување, ќе го изанализира и ќе излезе со свој став. Манифестот доаѓа под цврстиот став на опозицијата дека нема да гласа за отворање на уставот по бугарски диктат и дека ги прекинува сите разговори на таа тема, но и по шпекулациите дека пратеници од мнозинството нема да дадат поддршка за промена на највисокиот правен акт.